Велешанецот Игор Крајчев е годинешниот поет лауреат на престижната награда Енхалон, која ја доделува манифестацијата Струшки вечери на поезијата. Токму со мене во студиото ова утро е господинот Крајчев, каде ќе разговараме за неговото поетско творештво. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и ви благодарам за поканата. Така. Оваа година учествувавте на Струшките вечери на поезијата, се представивте со 3 песни, наградена беше песната Полноќна. За каква песна всушност станува збор? Така, оваа година беше 4-ти пат како учествувам на Струшките вечери на поезијата, се разбира на покана на организаторот и навистина беше голема чест за мене можноста да се даде свој придонес на една таква огромна манифестација како што е Струшките вечери на поезијата, позната и призната во целиот свет, не само кај нас. Пропозициите налагаат да се учествува со 3 песни. Моето учество беше во рамки на делот на Струшките вечери кој што се вика Ноќ без интерпункција и тој се одвива во практично во 3 дена на самата манифестација. Мојот настап беше на една од тие ноќи, се разбира другите поканети поети учествуваа во другите вечери и навистина ми е драго што е една песна која што беше напишана токму за таа манифестација, напишана беше за Струшките вечери на поезијата и за учество на Ноќ без интерпункција која што се почнува точно на полноќ во 12 часот. Токму затоа песната се го носеше насловот Полноќна. Тоа е една авторефлексивна песна која што практично зборува, говори за пораката и за потрагата практично по самиот себе, кои сме ние, што бараме овде, која е нашата цел на нашето битисување овде на светот и сметам дека токму таа универзална порака која што песната во себе ја носи е она нишка која што најверојатно ги погодила и самите членови на жири комисијата и она што одлучило која од песните ќе биде одбрана. Како што споменати во самата најава, станува збор за престижна награда Енхалон. За каква награда всушност станува збор и што оваа награда значи за вас? Така, Енхалон е награда за најдобра песна прочитана од млад автор на Струшките вечери на поезијата. Таа е награда која што започна да се доделува некаде, мислам, 2012 година и се доделува за најдобра песна прочитана на Ноќите без интерпункција. Оваа песна е, можам да кажам, наследник на она награда Млада струга која што порано се доделувала, не е некоја новина на Струшките вечери, затоа што на самиот почеток на Струшките вечери дури Златниот венец се доделувал за песна, значи не се доделувал за опус како сега што се прави, туку се доделувал за песна прочитана на Струшките вечери на поезијата. Така што ова е еден интересен концепт и ги мотивира самите учесници кои што доаѓаат на Струшките вечери на поезијата да се представат себе си во што е можно подобро светло, значи од целиот свој опус да го одберат она што е најдобро, она што е нивниот крем практично на творештвото, за да може да остават што е можно подобро впечаток, со тоа и ќе импресионираат повеќе жири комисијата, а на некои начини ќе го издигнат нивото, квалитетот на самиот фестивал. Наградата како награда значи како поттик, сметајќи дека јас сум се уште млад автор кој што има уште многу години пред себе во креирање и во творење и во надградба на самото творештво. Значи како поттик, мене ме импресионираше тоа што ми представуваше чест и гордост тоа што самите членови на жири комисијата беа еминентни и истакнати творци од македонската книжевна сцена. Тука имавме минато годишната добитничка на наградата Браќа Миладиновци, највисока награда поетска во Македонија, Виолета Танчева Златева. Таа е еден извореден расен автор кој што навистина импонира и плени со своите стихови. И имавме уште двајца други поети од младата генерација, тоа беа Жарко Којунџиски и Иван Шопов, и двајцата се мои одлични колеги, одлични автори кои што навистина многу ги почитуваме и ги ценаме и го ценам нивното дело и нивното творештво, така што нивниот збор навистина и нивната одлука навистина многу ми значи. Така, споменавме дека оваа година жирито беше составено од доста високи, односно ценети поети. Може би следното прашање токму треба да го поставам на некој од членовите од жирито, што беше она што беше оваа
песна полноќна наградена, но еве од ваша гледна точка, што е она што ги поттикна самите членови да ја одберат, односно да ја наградат полноќна? Така, на самото доделување жири комисијата имаше едно излагање зашто токму полноќна беше одбрана. Именно колку што добро се сеќавам, мислам дека ги импресионираше концизноста, јасноста на песната, збиеноста на незината форма и на незиниот израз, а не она типична раздардореност, баш со тој термин се употреби Шопов кога елаборираше за наградата. Знаете, Блаже Коневски постави некои постулати во македонската поезија. Можам да кажем дека јас ги почитувам тие постулати на креирање на творење во поезијата, а тоа е да се достигне одредена едноставност на песната, да се постигне одредена концизност, јасност и стегнатост на изразот и со тоа да се постигне еден израз во кој што со малку зборови ќе кажете многу. Значи повеќе значноста, метафориката да ви биде изразена, а не епиката, односно да не биде тоа епска песна во која што многу ќе се зборува и ќе се говори надолго и на широко. Постојат автори кои што го применуваат првиот принцип, постојат автори кои што го применуваат вториот принцип. Поезијата од една страна е и естетска вредност, така што она што на самиот автор, но и на слушателот повеќе му лежи на уво е негова работа, но еве овие постулати на еден македонски гени како што е Блаже Коневски, најверојатно беа едни од клучните фактори кои што влијаа жири комисијата да одбере токму полноќна. Секако има и силна филозофска страна самата песна, така што постојат повеќе аспекти што можеби ги импресионирале членовите на жири комисијата. Така, веќе и гледачите имаа прилика да погледнат дел од атмосферата која што беше на Струшките вечери на поезијата. Колку пати до сега имате учествувано на оваа манифестација и што оваа манифестација значи за вас? Како што кажав, ова ми беше четврти пат како учествувам на Струшки вечери на поезијата. Тоа е едно секогаш различно искуство, затоа што и луѓето кои што доаѓаат на Струшките вечери не се секогаш истите. Секое присуство таму е практично, јас го доживувам како свој виден празник. Знаете, се среќавате со гениални умови на светот, луѓе кои што се класични мудреци не само во своето однесување, туку и во своето говорење. А тоа се луѓе кои што не љубат многу да зборуваат, не љубат многу да ги трошат своите зборови, а интересно тоа што нивните зборови се честопати полнозначни и многузначни. Јас често пати ги споредувам со оние мудреци кои што се опишани во народните приказни, оние кои што бараат една лира за еден нивен збор. Навистина, кога сте во присуство на такви луѓе, најмудра работа што можете да направите е само да молчите и да слушате. Така. Како вие ја оценувате годинешната манифестација од ваша гледна точка? Така, мислам дека имаше навистина успешни Струшки вечери на поезијата. Јас во период додека бев на Струшките се трудев да ги посетам буквално сите настани кои што се случуваа во Струга, во хотелот Дрим. Се разбира, не беше можно за проследат буквално сите, затоа што навистина има една набиена агенда, потоа имаше гостување по други градови каде што не можев да проследам, но од оно што можев да видам, навистина бев импресиониран од квалитетот на гостите кои што беа поканети. Ме импресионираше поезијата на Руна Светликова, таа е една млада поетеса од Белгија која што има навистина изворена поезија, изворени стихови. Поезијата на Искра Пенева навистина од Република Србија, која што оваа година доби наградата Стојан Христов, мислам дека за творец кој што твори надвор од границите на Република Македонија. Навистина се среднав и се запознав со луѓе кои што се прекрасни не само како луѓе, но и како творци, така што самото нивно присуство таму даде еден голем квалитет на самата манифестација. Многу професионално, многу убаво беа
срочени сите настани, така што мислам дека еве ќе го споделам и согледувањето на директорот на манифестацијата Струшки вечери, кога самиот кажа дека ова е едно од најуспешните изданија на Струшките вечери, ова 55-тото издание. Сметате ли дека Струшките вечери на поезијата представуваат исклучителен книжевен символ, нешто пошто ние стануваме препознатливи? Секако дека сметам. Струшките вечери на поезијата се нашиот најеминентен фестивал, едносно бренд по кој што Македонија е позната на секаде во светот. Јас со книжевноста, со литературата која што ја творам, сум бил на повеќе и книжевни фестивали, но и на мои промовирања на книги надвор од границите на Република Македонија. И сите оние луѓе кои што дошле и кои што сум ги запознал на тие настани, знаат за Струшките вечери на поезијата, но не само што знаат, туку и практично на некој начин посакуваат да дојдат и да присуствуваат, да земат учество на тие Струшки вечери на поезијата. Тоа е нивен сон, идеал. А ние ги имаме тука, наши се и се гордееме со нив. Така што сметам дека целиот тој склоп на различни култури, на различни јазици, на различни мудрости преточени преку стиховите на оние внимателно одбрани поети кои што доаѓаат на Струшките вечери на поезијата, даваат свој виден белег на самата манифестација. Впрочем, тоа го каже и самата годинешна лауреатка, добитничката на Златниот венец, Маргарет Атвуд. Кажа дека е навистина импресионирана од овој фестивал и дека самиот чин на споделба, на микс на поезија која што преточува на оригиналните јазици на народите кои што творат и на поетите кои што творат, е навистина несекојдневно искуство и поезијата е една од ретките форми на изразување на светот во која што можете да уживате дури кога не ја разбирате. Значи самата поезија во себе содржи музикалност, која што без оглед дали вие го разбирате или не го разбирате јазикот, вие можете да уживате како да слушате музика во самото говорење. Сметате ли дека од година во година оваа манифестација го достигнува врвот? Секако, но знаете, врвот е некоја идеална точка. Значи, ако го достигне врвот, потоа би требало да следи пат. Значи, јас сакам да размислувам дека секој следно издание на Струшките вечери на поезијата треба да биде се подобро. Треба да се лоцираат одредени моменти кои што на организаторот му пречат, сепак тоа е и работа која што треба организаторот да следи. Тоа беше навистина еден голем и професионален тим од многу луѓе кои што се инволвирани во самата организација на Струшките вечери. Сигурно тие ги имаат веќе лоцирано проблемите кои што оваа година им се случиле, ако им се случиле. И верувам, сигурен сум дека секое наредно издание ќе биде се подобро и подобро, особено затоа што се повеќе и повеќе нови поети се појавуваат на светската сцена. Има и Македонија веќе доста силна млада сцена која што млади автори кои што се промовираат самите себе си и се појавуваат и навистина силно чекорат на македонската поетска сцена. На социјалната мрежа Facebook имате постирано Струга мој втор дом. Зошто? Знаете, јас тоа често пати го велам уште од како студент по книжевност. Кажував дека Струга, поради Струшките вечери на поезијата, е практично втор дом на сите поети. Значи, секој поет кога ќе отиде во Струга и кога ќе почувствува таа енергија, ви дава некоја инспирација или пак токму поради Струшките вечери? Ви дава топлина и чувство дека сте дома. Дома сте тогаш кога ви е убаво. Тогаш кога се чувствувате пријатно, кога се чувствувате комотно. Ви можете да отидете во најубавите хотели на светот, а да не се чувствувате лагодно, комотно, да се чувствувате дека треба да внимавате да не скршите, да не допрете нешто. Дома го немате тоа чувство без оглед на тоа како ви е уредено. И да допрете, и да скршите, и да расипете нешто, едноставно не се грижите затоа што е ваше, токму поради таа комоција која што имате во дома. Поетите, но и јас лично, на Струшките вечери на поезијата, во Струга, се чувствуваме исполнети со една прекрасна енергија која што зрачи од сите присутни тука. Едноставно заборавате на сите проблеми кои што ве мачат во останатите аспекти на вашето живење и се препуштате на таа силна енергија на поетите кои што се и од Македонија и од страна.
тоа чувство можете да го доживеете само кога сте дома. Но и сега како лауреат, практично, како добитник на наградата Енхалон, самата награда Енхалон значи практично го представува античкото име на струга, но и е практично античко име за јагула. Знаете дека јагулата која што живее во Охридското езеро се мрести во Саргаско море, а потоа низините млади по инстинкт го наоѓаат патот до дома. Символично го напишав тоа дека таа енергија која што прави во струга да се чувствувам како дома, а и самото име на Енхалон ќе направи јас секогаш да можам да си го најдам патот до струга, до струшките вечери, до таа енергија која што ме прави да се чувствувам божествено. Дали во моментов нешто ново пишувате, нешто ново подготвувате? Да, секако правам избор на една поезија која што сакам да објавам двојазично во превод и на англиски јазик. Тоа ми е еден проект кој што подолго време го работам. Малку се одолговлекува самиот препев на поезијата, затоа што практично кога преведувате, односно кога препејувате поезија, не можете да ја преведете дословно, односно онака како што зборува, како што се преведува на пример прозно дело, туку морате да препеете, морате да направите нова песна на другиот јазик. Тоа е малку подолг процес кој што одзема повеќе време, но сметам дека за месец-два отприлика ќе се заврши сето тоа и дека некаде до октомври отприлика ќе излезе во издание на Матица Македонска. Имам уште 2 романи кои што се во подготовка. Вториот дел на Војни и херои е веќе при крај. Малку се одолговлечи и тој проект. Јас сметав дека можам да го заокружам уште пред 1 година, но при повеќе читање и со моите ментори, и со одредени авторитети во самата книжевност, заклучивме дека има простор за уште проширување на самото дејство, да не излезе дека некои сижени линии се прекратки, некои се предолги. Така сега се прави едно финално, едно завршно нивелирање на целата структура на самиот роман, така што сметам дека до крајот на годинава и тој роман ќе биде готов. И имам уште еден роман кој што е за мене влегување во една нова сфера, непозната за мене. Некоја научна фантастика која што од секогаш сум сакал да ја опипам, да ја испитам, но секогаш како да се плашев поради немање на доволно сознание, доволно информации за одредени работи, но се впушти во тој проект конечно, затоа што знаете кога најлесен начин да научите да чекорите некаде, да тргнете, да почнете да го правите тоа. И затоа се одлучив да почнам, па ќе видам каде ќе ме однесе. Така, наистина интересни работи ќе очекуваме во иднина. Да. Значи, сметам дека до крајот на годинава најмалку една книга ќе имам читателите да ја држат во раце. Така. Како директор на локалната библиотека Гоце Делчев, навистина сме сведоци на се оно што се случува во изминатиот период во библиотеката, бидејќи се случуваат многу поетски манифестации. Минатата недела исто така се одржи манифестацијата Велешки поетски рекувања. Како гледате на сите овие случувања? Навистина ми е драго што библиотеката има многу настани кои што се случуваат. Летниот период малку е секогаш проблематичен поради годишните одмори, поради недостигот на публика која што би можела да ги проследи настаните, поради практично и поради непријателските временски услови кои што се случуваат. Знаете, навистина е тешко да го мотивирате човек да дојде на плюс 40 степени или на некои поројни дождови. Знаеме дека пред известно време, пред неколку недели беше Зоран Пејковски, кој што исто наградуван автор во Македонија, не толку млад, но некоја средна генерација на македонски автори кои што навистина се етаблира себе си во еден од врвните македонски и театарски, драмски, но и поетски автори. Минатата недела го имавме исто така и Васил Тоциновски, доктор Васил Тоциновски, кој што потекло и од Велес. Па сметам дека овој избор на автори кои што ги носиме во библиотеката е практично клучот кој што
кои што придонесува да имаме и присуство на луѓе, но и самите тие како појава се интересни за луѓето да дојдат и да ги проследат настаните. Како што кажавте и вие, минатата недела се случи и Велешките поетски ракувања, кои што оваа година се случија, мислам дека по 4-ти пат во Велес. И тоа е една убава манифестација која што полека зима одреден замав и прераснува во нешто повеќе од само поетска средба на поети во Велес. Навистина станува еден бренд на Велес и сметам дека и клубот на писателите, но и локалната библиотека Гоце Делчев мора да се погрижат да го развиваат овој формат, да го развиваат овој концепт, да не остане само на таква поетска средба како што досега се случуваше, туку да се најдат нови форми, нови начини оваа средба и овој настан културен да се развива и да прераснува во нешто повеќе и да стане уште попрепознатлив бренд на градот. Знаете, таа манифестација на почетокот се случи како своевидно поетско читање не на сите, туку на одреден број на членови на Велешкиот клуб на писатели и Кумановскиот клуб на писатели. Тоа беше пред 4-5 години од прилика. Уште председател на клубот на писатели беше Македонка Јанчевска и тоа беше нејзина и желба и иницијатива да се започне такво другарување, поетско другарување на клубовите на писатели од Велес и од Куманово. Следната година веќе тоа го направивме во еден поширок формат, кога поканивме и клубови на писатели од други градови. Веќе третата година тоа го направивме во уште поголем формат. И еве оваа година навистина имавме еден поширок настан кога воведовме и промоција на книга, воведовме и музичка придружба, така што навистина имавме еден убав настан и добро е тоа што форматот кој што го наметнавме се задржува. Бројот на учесници не се намалува, можам да кажам дека дури се зголемува, така што навистина ми е драго што еве обстојува како форма, како начин. А дали сте задоволени од посетеноста од страна на публиката? Еве да речеме од Велешани, дали имаат навика да ги посетуваат редовно овие поетски манифестации што се случуваат? Да, знаете, изминатите години Велешката поетска вечер се случуваше на отворено и беше навистина лесно да се проследи тој настан. Оваа година поради временските прилики или неприлики одлучивме да биде и затоа што врзавме практично со промоција на книга, одлучивме да биде во затворено, што секако е одреден минус на кога е во прашање посетеност, затоа што ќе дојдат само оние кои што разбрале за настанот, кога е на отворено ќе дојдат и оние случајни минувачи кои што ќе се затекнат тука на минување. Така што можам да кажам дека сум задоволен од посетеноста, доаѓаат луѓето кои што имаат сенс и интерес за поезија, но тај се уште млад настан за да може да биде таков бренд како што се например детските рацинови или рациновите средби, на Велес, за да може со самото изговарање на терминот велешки поетски ракувања да ги мотивирате луѓето да дојдат. Дали понатаму продолжува соработката со клубот на писатели Коста Солефаци? Секако. Практично клубот на писатели е една убава форма да се мотивираат, не во смисло да се направи одредено етикетирање или некое членување на самите автори кои што творат во Велес, да се соберат во одреден клуб на писатели, во едно одредено здружение кое што би имало за цел некакво етикетирање елитистичко, туку повеќе како функционирање во група. Знаете, секогаш е полесно кога функционирате како заедница, заради тоа што повеќе глави подобро мислат од една. Потоа, членувањето во клубот ги мотивира и младите автори. Се повеќе и повеќе млади автори за кои што и не сме знаеле дека твората секој ден сме ги среќавале во Велес, ни се придружуваат, ни даваат книги на одредена ревизија, значи на одредена консултација. Така што забележуваме дека автори има, Велес не е сиромашен со автори, но потребно им е мала мотивација за да можат да се охрабрат да излезат со своите... Така, да го направат првиот чекор. Нормално, да излезат со своите дела, затоа што, знаете, не е воопшто лесно да истапите пред светот со свое дело.
Едноставно, особено кога се работи за поезија, тоа е една крајно интимна сфера на размислување, на говорење, каде што на површина излегуваат вашите чувства, така што никогаш не е лесно тоа да го покажете, да го споделите со светот. Да се покаже, бидејќи според мене сметам дека и ова што вие го работите и се занимавате е подложено доста и на критика. Не, секако. Да, бидејќи треба тоа што ќе се напише да се остави силен впечаток. Нормално, секој читател е ваш критичар. Доколку тоа го напише на хартија, станува официјален критичар, но доколку седне со вас и разговара, тогаш е вербален критичар, така што секој читател е на некој начин критичар и се она што ќе се стави на хартија, ќе се стави подпис зад него, мора да се пристапи со крајна одговорност и да се размислува за она што се твори. Така. Господине Крајчев, јас ви благодарам многу на денешното гостување и понатаму ви посакувам да имате многу успех. Секако ви благодарам вас за поканата и се надевам дека наскоро ќе се сретнеме со нови теми.